Можеме ли да се избориме со себе и со сопствените мисли? Дали сме доволно храбри да го истрчаме маратонот наречен живот? Што кога работите ќе излезат надвор од контрола? Дали сме храбри да си признаеме дека животот не е Инстаграм? Но секој живее со своите криви и прави линии, нели? Но на крајот на денот врвот е само мирот во душата или пак не? Кои сме во своите 4 цида? Дали музиката навистина ги лечи раните? Кој е херој на нејзината приказна? Што прави таа во своите 4 цида? Во денешната емисија, еве што ќе гледате. Чувам некоја си моја мелодија во тој момент, што јас само го знаев текстот, а мелодија во тој момент смисло. И песната одеше вака. Моје си небо, моје све, ко првог дана волим те, у свакој лажи едина си истина, sa тобом би до звезда, с тобом би до дна, у моме срцу твоје е, едино љубав може све, ни една друга мени nije kao ti, samo da te nikada ne izgubim, да те не изгубим. Со нас и да разберете дека животот во ниту еден наврат не е Инстаграм. Секој човек некако си ја планира својата животна приказна. Или поточно, секој се раѓа со својата звезда водилка, која што како најсилна светлина знае да ги отслика нашите криви и прави линии и да го осветлува нашиот патоказ на долгата стаза наречена живот. Во многу наврати животот со себе ги носи своите падови и успеси. Го пречекорува или пак на момент знае да ни ја прикажи останатата страна, она не толку убавата, која што е само искушение во еден момент, за да ни покаже дали сме доволно храбри или пак не сме за она што треба да бидеме или да извлечеме поука за да станеме она што треба да бидеме. Но што навистина крие животот? Колку од деновите некогаш сакаме да избегаме од својата кожа? Како да си погледнеш во својата душа? Каде летаат мислите? Што навистина е она што знае да ни покаже што правиме и како го правиме тоа? Колку од деновите се поминуваат во размислување да се најде одговор на прашањето вреди ли? Но што точно знае да ни донесе животот во некој момент? Во колку приказни знае да ни отслика онаа сопствената реалност? Што се случува со нас кога сме во своите 4 цида? Јас доволно е да кажам дека нејзината личност е бренд сама по себе. Како вистински падобран од детски желби, таа успешно чекори по својот пат. Пат каде што верувам дека ни малку не е лесно. Зад неа се кријат многу труд и работа за да биде она што е денеска. Таа не стигнала преку вечер до врвот. Нејзиниот врв, таа вели дека е мирот во душата. Нејзината пристапност и елоквентност, а јас ќе додадам и скромност, ја прават да биде толку голема како личност и да ја живее својата приказна за која што сонувала. Нејзините сонови започнуваат уште како дете, од најрана возраст. Со неа имавте можност да се дружите во едно од најпознатите балкански шоуа. Нејзиниот глас беше тука за вас. Со неа пеевте кога сте среќни, кога сте тажни. Таа ви дозволи да ја запознаете од другата страна, ви даде до значење дека животот не е Инстаграм. И без разлика каде и да се наоѓа, таа секогаш се труди да ви даде топол совет. Да ве посоветува и да ве научи да прочитате помеѓу нејзините редови и да сватите дека секој некако на свој начин си ја живее својата приказна и дека мораме да бидеме заеднички што повеќе позитивни и да ја ширеме што доза на повеќе позитивност и ведрина без разлика колку на моменти денот знае да биде лош. Тоа е само еден ден од многуте приказни кои што се запишуваат во нашата животна историја. За неа нема човек кој ќе остане равнодушен. Таа плени со својот глас, плени со својата харизма.
За неа нема некој кој што не може да каже дека често е главна тема во овој регион, а центарот на светот можеби е нејзиниот глас. Поминати стотици километри, музика без доза на себичност, искреност и задоволство. Дека е омилена на публиката уште еднаш само се потврдува со вашите прашања упатени токму кон неа. Од неа барате совети. Со неа се смеете. Со неа ги уживате вашите и незините убави моменти. И таа не успева да ве подели, затоа што таа е таква. За неа ако сте човек, вие веќе сте свој. И чинам дека таа на сите вас ви испраќа уште погласна порака. Заедно со незиниот глас успева да ви го осветли патот. Да не дозволи да залутате. Оти музиката и љубовта се вистинскиот рецепт за среќа. Со неа пеевте и кога сте своји, и кога не ви оде работите како што треба. И затоа не ја пропуштајте денешната емисија со нашата Ивона Јовановиќ. Ивона, здраво и задоволство ми е што прифати да бидеш дел од мојата емисија која што е насловена како Инстаграм не е живот. Здраво, Филип. Јас сум шокирана од најавата. Мислам дека подобро ќе беше да не ја слушнам сега, пред да зборувам и пред да имаме емисија, затоа што се толку многу се разнежнив. Онака буквално, пред се благодарам за поканата да учествувам во оваа прекрасна емисија, која што уште од самиот старт чувствувам дека ќе е прекрасна и ќе имаме што да се изнакажеме. Ти благодарам од се срце за најавата и за зборовите кои што ги упати кон мене. Некако деновиве баш карантинскиве денови го анализирам Инстаграмот и онака се замислам дали правилно постапувам и дали правилно некако се обраќам на луѓето и дали можеби е правилно што постојано го изнесувам својот став за многуте важни теми во нашето општество. И мислам дека денеска ми даде дефинитивно одговор на се, затоа што си човек кој што нели ме прати на Инстаграм и човек кој што нели знае и ме познава од тој дел, нели, не ја знае мојата личност, а ти буквално го опиша мојот карактер и многу ми е драго што давам таква слика на Инстаграм, односно ја давам реалната слика на мене. Јас сум тоа. Мислам, сите делови баш и не можеме да ги покажеме на Инстаграм, затоа нели е приватниот живот да се сокрие тој дел, но тоа што треба да се изнесе, дефинитивно денеска ми покажа со ова најава дека навистина сум го изнела на прав начин и ти благодарам од се срце за најавата. Ова мислам дека ќе го чувам и кога ќе сум депресивна ќе си го пуштам. Фала ти, те бакнувам. Јас бев само искрен, односно го кажав се тоа што го размислувам, јас сум таков и по личност. Секогаш го кажувам тоа без разлика дали на некој ќе му се допадне или воопшто нема да му се допадне. Она што јас го говорам, чинам дека ќе се сложат многумина со мен затоа што таа е реалноста, сакале да прифатиме или пак не. Но јас сметам дека време е да почнеме со емисијата затоа што не очекува сигурно еден долг разговор, односно да дозволиме да те запознаат од другата страна, па јас би сакал да ја почнеме емисијата со токму таа твоја личност. Која си ти кога ќе се разбудиш? Ивона Јовановиќ и понатаму, или пријателите чинам би сакале да кажат Ивона Јо, често знаат да ме завракаваат за тој дел Инстаграм дел Ивона Јо, затоа што Ивона Јо сум подпишана. Не, секако се шегувам. Ивона Јовановиќ сум и кога спијам и кога станувам. Обична девојка која што има лоша конекција со алармот и која што често се буди така нервозна, кога немам обврски, знам да го исклучам алармот, кога имам обврски, знам да го навијам и да станам онака напната и нервозна, но затоа овие карантински денови ми некако помогнаа да се будам секој ден на кај 10 часот и некако да се смирам и да не бидам нервозна затоа што ми зазвонил алармот. И ете, некоја позитива ми донеса овие карантински денови. Така да, сум сумаром обична девојка која што се буди со аларм, бидејќи ако не нави аларм е голема спанка. Што прави Ивона кога ќе се погледне во огледало? Која е тогаш Ивона?
Па вака, личност со самодоверба во оние поубави денови, но да бидам искрена, а секогаш сум, знам да дојдат и оние денови во кои што ќе ми пречи и нешто на моето тело, нешто на моето лице, нешто во мојот карактер, кога ќе го погледнам нели тоа во огледало, и затоа и почнав со работа на себе, затоа што некако можеби тие тинеџерски денови и таа адолесценција, нели дури да дојдам до 20 години, ми требало време да созрем, тие денови имав самодоверба, но сега после 20-тата година, 21, 22, 23, почнувам онака баш да се градам како личност и знам дека имам мани недостатоци, свесна сум за тоа, значи будам свесноста во себе и кога ќе се погледнам во огледало некои денови и немам самодоверба, тоа морам да го напоменам. Многу од луѓе кои што не следат нас, познатите личности, мразам by the way ова да го кажам, не се онака гледам како така, но тоа е тоа. Знаат често да онака да мисля дека ние имаме перфектен живот, имаме се ни е супер, се е подмачкано, значи ние сме програмирани од универзумот да станеме и се да ни е супер, не, тоа не е така. Кажав дека имам денови кога ќе застанам пред она огледалце и не има да ми се допаѓа тоа што го гледам и работам на тоа моментално да го сменам и да имам уште поголема самодоверба, затоа што таа самодоверба всушност не и води нас во тој живот. Сега само ќе се надоврзаме на претходното прашање и јас нема да издржам, а да не те прашам која си ти во твоите 4 ѕида? Сличен одговор ќе добиеш како и претходно прашање, како што кажав, имам моменти кога таа самодоверба е голема и сум среќна, си пеам, си пуштам музика, еве ова ми е голем спас, имам звучниче, си пуштам музика на звучничево и онака буквално ми е се одлично, се рамно, но има денови и кога сум осамена, тажна и тие денови обично ги поминувам за слушање на исто така музика, но само малку по дели меланхолична и седам во своите 4 зида, читајќи книга, пишувајќи некој нешто, изрезавајќи Чекај, ова ќе може да се сеча? Нешто? Да. Може. Седејќи во своите 4 зида и пишувајќи некои текстови, изразувајќи ги своите емоции, некогаш сакам да излезам од тие 4 зида и да се дружам кога сум среќна, некогаш сакам да седам и уживам во таа меланхолија која што чувствувам, така да тоа е тоа. Јас само ќе кажам дека сето ова што го зборуваш е вистина, со што знам дека е вистина, затоа што некаде сретнав во некое видео, чинам заедно кога снимавте со Марио, го прашуваат Марио, брати, го прашува Марио што прави Ивона кога е тажна. Ивона оди во соба и слуша гласна музика, така да апсолутно ете само еден потврден одговор на сето она што го зборуваш, но еве едно малце поинакво прашање. Кои се твоите мисли со кои што ти заспиваш? Периодов заспивам најчесто со водена медитација, која што ми возможува пат да се опуштам и да ги опуштам своите мисли, да ги онака да се опуштам целосно, за да можам нели целиот стрес кој што сум го доживела тој ден да го елиминирам. И најчесто тоа се медитации во кои што го опуштаме прво главата, телото, рацете, нозете, така да заспивам со мисли кои што опуштаат. Но како што кажав, има и денови во кои што не може тие медитации да допрат до мене, па се будам легнувам со мисли, со планови кои што ме чекаат утре, со тоа каков ден сум имала. Знаеш, јас сум у принцип еден overthinking, како и да се вика на македонски, никогаш не можам да го пронајдам правиот збор. Онака знам често да ги анализирам тие работи подсвесно, но свеста кога ќе се разбуди, само еден момент си кажам крај, доста е, пушти си музичка, пушти си медитација и така. Буквално имам онака, се расправат свеста и подсвеста кај мене, но на крај успевам да заспиам мирно, се надевам. И најбитно од се ми е кога ќе легнам навечер, во кревет постојано покажувам натаму нека ме открива затоа што сум моја соба, да заспиам со чист образ. Некако тоа моите ме научија дека што и да правиш во текот на денот, навечер ако не можеш да заспиеш, џабе е се доколку немаш мирен сон.
Чинам дека на крајот на денот се сведува во личноста, во тоа што го правиме и она што не исполнува. Но сега ќе ми дозволиш ли да те навратам малку наназад? Да направиме една ретроспектива. Што правеше Ивона кога беше дете? Од кога се роди желбата за музика? Кога знаеше дека ќе биде овој твојот животен повик? Ивона беше обична тинејџерка, учеше во основно училиште Кочараци во близина на моето дом тогаш. Сега не живеам во истиот дом во кој што израснав како тинејџерка, нели? Тинејџерка која што гледаше многу ангели, Каси Анхелес. Тинејџерка која што беше штребер во училиште, имаше сите петки, нака целта и беше сите петки. Сега кога ќе се навратам зошто тоа било така и кој ни го тоа наметнал, не знам, но морав да ги имам сите петки. И фокусот беше на оценките, не беше на ученото, но тоа е тоа кое што ние го учиме како мали, тоа многу ми смета во нашиот образовен процес и во самиот, нели, процес на воспитување на децата. Како што кажав, тинејџерка кој што гледа постојано Каси Анхелес, кој што постојано имат некоја музика во себе, играат, пеат, мислам, се надевам дека знаеш за која серија зборувам. Да, омилена глумица ми беше Мар, кој што имаше Ајун Лугар песна. Постојано слушав, имав еден систем дома и беше приклучен на телевизорот и слушав гласно. Зборувам сега, во тој момент ја не знаев дека имам талент. Значи ја слушав музика, ама не пеев, не изразував музиката гласно. И што се случува? Се случува четврто оделение. Им правиме представа завршна за опростување со нашиот учител. Јас бев од без таква средничка што мене учител ми беше првите 4 години, многу го сакам и ден денес онака знам да се потсетам на тие денови. Спремавме представа и јас бев водителка, како тебе, бев така представителна и знам, леле, носев еден комбилизон на туфни цел, црно-бел, и имав спремно папка. И сите со нешто се представува, ја ги најавав, например, и сега наред, например, Филип. Така натаму на крај се оставив самата себе си, спремив една точка во музичко онака, имавме заспивна, приспивна песна се вика. Не знаев ја да читам ноти едно друго, не дека by the way сега знам. И се најави, вела ми сега на крај, јас ќе ви испеам една песничка и ја оставам папката како сега во овој момент ми, вака ја оставам папката, значи, да. И почнувам некоја си моја мелодија во тој момент, што јас само го знаев текстот, а мелодија во тој момент, смисло. И песната одеше вака. By the way, родителите беа во училишните клупи со децата и на нив државме представа. Значи, од прилика 60 на души заедно со учителот и родителите. И песната одеше Тивка мајска красна ноќ. Јас како и ден што пеам, ги затварам очите и пеам Тивка мајска, и онака се шлогирам од гласот што ми доаѓа. И пеам и сега да не ја пеам цела песничка и завршувам и отварам очи, кој плаче, мајка ми станала ваква, кој се брише. Ја бев најшокирана од сите, затоа што во тој момент го открив талентот, дека има нешто во мене кој што е добро звучи и кој што представува, нели, кој што буди емоција кај другите. И така се почна. Така почна се, учителот, нели, си замина, дојде на ред класен раководител, учителот многу бев емотивна и тој период толку многу не сакав да се разделувам од работите кои што сум навикната и ден денеска е така. Учителот ме предложи во хор, значи кажа ти треба да одиш на хор. Започнав да одам на хор, започнав да вежбам и ден денес, како што кажав, не знам што се ноти, но имам многу добар изоштрен слух и тоа знам дека ми од хорот.
Бев прв глас во хор, можев и да пеам втор глас, но најчесто ме ставаа напред да пеам, затоа што Ивона буквално ќе се нареда 30 души во хор. И професорката ќе направивме ред за да може да слушне дали кој фалшира. И пееме нешто, и професорката од позади со едно стапче вака ќе дојде. И сега ја пеам, у хор ти треба да дозволиш и другите да пеат. Си викам кога ќе ме мамнеш по глава. Прекини! Затегни се! И онака баш бев гласна, па мора да ме стават напред да пеам. И така, почнав да вежбам со хор, почнав да го изострувам својот слух и некако сватив дека можеби тоа ми исполнува, не бев скоро целосно сигурна. И почна некои така мини надпревари во училиште. Да, имаше едно ја имам талент баш на Кумановски. Школите се надпреварува и ја бев 133 број. Имаше глума, пење, бла. Тогаш беше, значи, молитва од Марија Шерифов и Ѓоре Јелена Томашевиќ, тој период беа кога излегуваат тие песни. И јас се пријавив нормално, тука победив, земав прво место на регионално или на ниво на град, тоест, и тоа беше тоа. Потоа стапи на ред Македонски идол. На Македонски идол не памтам како се пријавив, верувал или не. Видов најава, знам, и А1 тогаш уште постоеше, видов најава на А1, добро, ќе одиме ли, ќе одиме. Во Куманово беше аудицијата, во секој град. Да не многу должам со приказнава? Не, слободно, тоа треба да се раскаже и... Да, добро. Тоа е целта на емисијата. Добро. И отидов на аудиција, поминав аудицијата, да скратам. Одлично искуство, на само 14 години онака ме прифати, иако нели правилата велеа дека не смее да се прифати никој под 16 години, ме прифатија затоа што пленев, како што ти кажа, со својата харизма, ова се нивни зборови и некако, не знам, беа воодушевени од мојот глас. Ја не бев тој период воодушевена од мојот глас. Некако се уште го имав оној период на само прифаќање. Поминував низ тој период. И тоа беше тоа, на идол стигнав до некој си круг, не знам кој, бевме во Охрид, знам. Марио јас таму, впрочем, си запознавме онака добро, но не се сакавме. Да, се дружевме во Охрид, ништо испаднав, дојдов дома, се најнормално, продолжив со нелишто училиштето, со хорот, потоа настапија во средна школа, сите наши песни во кои што го представив, нели нашиот град заедно со Марио и со Мартинијан, на Македонска радиотелевизија се снимаше тој проект и тоа ми беше всушност прв контакт, баш контакт со Македонската филхармонија, мислам дека беше дел од Македонската филхармонија и онака баш на веќе подигнати стандарди на едно повисоко ниво, во кој што диригентот, не знам кој беше диригент, прва песна која што пеев беше Галебе мој тажен. Тогаш имав црвена коса, бев многу послаба од сега. И онака бев целата. Леле, супер, имам само добар, одлично, едва чекам да пеам. Првиот, вториот и третиот круг го стигнавме. Мислам дека изгубивме од Приле во финалето, не во полуфинале. Испаднавме, тоа беше тоа, но едно одлично искуство кое што нели ме подигна на еден погорен степен, затоа што нели стапи во контакт со многу музичари тука, многу музичари ме слушна, ме видеа. После сите наши песни правев мала пауза од 2-3 години, нели тука се тие тинеџерски денови едно друго, и настапија Звездите на Грант. Звездите на Грант имам една интересна приказна со баш со аудициите. Татко му што од времето ми велеше, ајде пријави се на Грант, ајде пријави се. Не, тато, тоа не е за мене. Тие пеат народни песни, ја не сум за народни. Далеко било дека ја не ги слушам народните песни, да не се разбереме погрешно, но не ги доживувам на начин како што доживувам поп музиката. Лежа во болница, имав бронхитис, by the way. Што ми е со тоа by the way, не знам, нема врска. Лежав, имав бронхит и беше вклучен канал 5 тогаш на телевизијата и
денеска аудиции од 12 часот. Е цела таква окей, со бронхици, ама мислам дека сакаш да идеш на ова, затоа што најавија дека од таа година официјално почнува Грант да се занимава и со поп музика. Викам топ. Доаѓа на визита докторката, викам ја одам за Грант, ја одам на аудиција. Не, Ивона, нема да одиш. Ја одам. Добра, ма не на моја одговорност. Ми извади инфузијата, ја така со запаление на белите дробови, отидов дома, вржав една пунџа вака, облеков што ми се најде и тргнав. Со што тргнав, немам појма, знам дека бев заедно со Мари, со Мартинијан, па Мартинијан мислам дека не возеше. Саатче си ставив на очарки и си тргнав ја на аудиција, нит спремна, што ќе пее, нема врска. Идам ја таму, што ќе пееш, ми вика Саша Поповиќ, вика молитва. Молитва, у живот ја немам пеено молитва, и камоли па цела. Викам, леле Господе, само да не е цела. Почнав ја да си пеам, нема врска, да скратам, да не должам, интересна беше приказнава, па заради тоа сакав да ја раскажам. Поминав, прв, втор, трет круг, бла, 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 се беше тоа супер. Испадна во пети круг од многу силен надпреварувач, во бараж ме вратија, испаднав во тој момент заради една мала неправда, која што нема да ја дискутираме во момент, просто така требало да се случи. После звездите на Грант, тоа веќе е нели момент кога ја веќе се запишувам на факултет, после звездите на Грант запишувам стоматологија. После Ќе те прекинувам сега, нема да им откриеме што всушност ќе зборуваме за факултет, затоа што имам прашање. Да. Не ни планирав да зборувам за факултетот. Дојде стоматологија, некако нема време, почнав да се губам, нема време заради испитите, знаеш како е. Првите 3 години на стоматологија се некако многу општа медицина и толку многу нема време за самата себе си, за никој нема време, уствари. Има време само да седнам да учам, да се исхранувам нездраво, да не се движам. Некако запоставив и музика и се, но уште држеше таа слава, стара слава која што беше онака заради звездите на Грант, затоа што таа сезона беше многу гледана кога учествував. Нема врска, што се случи после се случи повторно прејавување на звездите на Грант. Ми фалеше адреналин, јас сум addicted to адреналин и се извинувам, се пријавив, стигнав до трет круг, испаднав повторно заради неправда, заради моите килограми, нема да навлегуваме сега во тоа. Потоа се случи Макфест, убав е овој свет, Огнен Неделковски заедно со неговиот син Филип Неделковски ми понудија песна. Чекав многу време, добав многу време, многу понуди за песни тој период кога бев на Грант, но како и за сите работи во животот ја не прифаќам мал нешто што онака ќе пројде и толку. Сакам или нешто да е како што треба, или воопшто да не го правам. Убав е овој свет кога слушнав прв пат, решив дека тоа е тоа. Убав е овој свет настана така спонтано со јавување од страна на Огнен Неделковски, неговиот син. Влегов во студио, снимав точно на мојот роден ден, 8.8. 96-та ќе кажав 8 август, летата. И тоа беше тоа, во октомври беше Макфест, на Макфеста не поминав во финалето затоа што испеав ужасно, не да испеав ужасно, него испеав катастрофално, затоа што имав толку многу голема трема. У животот не сум чувствувала таква трема, затоа што тоа што освестив дека пеам моја песна, веќе не пеам онака на Тони Цетински, Марија Ше, пеам моја песна, имаш песна. Но тоа на време не го размислив дека може да се случи кога ќе излезам на бина, имав толку голема самодоверба и ете, но јас сум тип кој што вели секоја зошто си има своје затоа, па затоа и оваа приказна и убав е овој свет и невлегувањето во финале ми донесе онака многу добра лекција, дека треба да се спремаш, нема простор за одмарање, нема простор за да чилаш. Супер се окей. Шминката и облеклото се најбитни, не е најбитно тоа, најбитно е да седнеш во 4 зида и да размислиш што понатаму и што и како, доколку да ги разгледаш сите можности, дека може да се јави трема што ќе правиш, ја тоа не го направив.
После убав овој свет и Макфест се случи промена на факултет, се случи добивање на многу вишок на време. И после тоа време ја создадов бенд Корт, во кој што сум и ден денес, кој што правиме во живо настапи свирки, кои што се одлично поменуваме и сум презадоволна и во овие карантински денови ми се чини најмногу ми фали публиката да кажам и сите да пеат, ја да пеам. Бендот се состои од пианист Силјан Пановски, воедно и мој најдобар другар, тапанар Драган и имаме гитара. Денис на гитара и тоа е тоа. Тука да не одговлекувам, се случи тоа создавање на бендот, патување низ градови, во мојот град постојано имаме свирка и на крај доаѓаме тука во еден момент кога се создаде тој ден. Тој ден, односно мојата последна песна која што е објавена 20 март, баш од моментот кога сама се ставив во карантини, во самоизолација заради целава ситуација, решивме тој ден да ја објавиме без видеозапис. Имавме идеи многу за видеозапис и таман ќе почнавме да ги реализираме, но не успеавме заради целава ситуација. Решивме дека тоа е тоа. Имавме баш големи компликации со снимање, немавме студио, многу финансии ти требаат за да застанеш да снимиш една песна и да снимиш еден видеоспот, а ја тие финансии за жал ги немам, затоа што сум студент уште и работам со свирки, но за своји потреби и мојаветов ми е дека тој ден настана онака во многу така на чудни околности и чудно се ја објави. Се уште знам дека песната не е доживеала тоа што треба да доживее. Не цврсто верувам дека тој ден ќе дојде баш тој ден песната ќе доживее онака голема експанзија затоа што со голема љубов правена, со огромна љубов. И тоа на кратко, замисли на кратко мојата приказна. Човек слушајќи те не знае што друго да додаде освен да воздивни и да кажам, јас еве лично ќе се оградам од мене и ќе кажам, се гледа таа цврстина која што е градена и во кариерата, така и во приватниот живот, дека работите ти одат често чекор по чекор, значи не се прескокнуваат скалилата и можеби тоа е главниот клуч на целиот твој успех да те направи она што си денеска. Но сега јас ќе те прашам нешто повеќе за средношколските денови. Дали постојаат тогаш денови кога беше средношколка, да се разочараш или пак да некој да успее да ти префрли на улица, да те погледне под око, или жаргонски кажано, да те праша зошто пееш? Постоја ли такви луѓе едноставно на кои што им пречеше ти како личност? Интересно прашање, знаеш и зошто? Затоа што тоа се случуваше во основното училиште. Во основното училиште бев едно дебелко ниско девојче кое што постојано беше смејувано. И се случи тој хор, нели сега ја знаеш приказнава, можам да ти кажам така, се случи тој хор и многу беше интересно што одеднаш тоа прекина, така знаеш. Се смени се некако сите тие ликови кои што стоја на страни, виде колку е дебел. Што така? Почна леле, супер ле, прекрасно пееш, одлично си, знаеш. И тука, уште од тоа време, ја почнав да созревам и да матурирам и да сваќам какви се личности постојат на оваа планета и што треба да разграничувам. Така да, и ден денеска тие постојат, и ден денеска ја ми се смејам, анака супер, фала ти. И велам, во средношколските денови валјда созреавме некако и многу интересно што во средношколските денови немаше такво нешто. Еве сега да размислам, немаше денови во кои што некој ќе ми смејува или ќе ме запраша што како. Знам професорите многу ме поддржуваа и мислам дека имав оправдани најмногу од сите затоа што патува Београд Куманово. Така да не, во средна школа не е ново основно, кој што е многу побитно од средната школа, кога ќе се градиш, ја имав такви навреди и најчесто без заради мојата дебелина, а пеењето го смени тоа. Накратко, тоа е тоа. Сепак,
тоа е само еден период од каде што, како што и каже самата, дека едноставно таквите коментари на човек му даваат храброст да продолжи понатаму да се бори и тоа всушност, еве ти кажува на тебе дека всушност ти направила еден огромен успех до сега, верувам дека доправа и следуваат многу поголеми успеси од ова што е сега, затоа што не имаме само по 23 години и животот навистина е пред нас. Но мене ме интересира од каде доаѓа твојот талент за музика? Има ли некој низ дома кој што е музичар? Верувала или не, онака сите се чудат кога ова ќе го кажам, но толку се големи антиталенти сите, што како мала, кога го открив талентот, викам, окей, како? Ја по своја налисту. Тоа се прашања кои што ме мачат. Шегувам секако. Мајка ми, татко ми често знаат, мајка ми да каже, ти ја има желбата за музиката од мене, татко ми не видија колку сум енергичен, таков гласен. Значи, немам талент никаков. Нит мајка, нит татко, нит баба, нит прадедо, нит бла. Знаеш како, кога Господ не создавал, кога било кој не создавал, не сакам нели да навлегувам во теории кој во што верува, не е ни битно ја во што верувам, кога некој не создавал, јас сум била предодредена да се родам вака и ја цврсто во тоа верувам дека сум родена да го разобавам животот на луѓето околу мене и тоа да буди чувство на убавина кај мене. Така да, тоа нема скриени таленти кај мене во фамилијата. Тоа јас сум. Ја треба сега да проширувам. Значи, сигурно успешно ја кажав реченицата дека уште на самиот почеток дека секој си живее со своите криви и прави линии, но често ги спомнуваме родителите и знаеме дека тие се твојата најголема поддршка. Но освен нив, постои ли некој друг кој што е до тебе, кој што знае да слави за твоите успеси и да ти биде воедно и поддршка кога ти треба? Знаеш како, тука се сите роднини и да не почнам со именувања затоа што сигурно некој ќе заборавам, тука се сите роднини и пријатели кои што нели веруваат и знаат дека го имам талентот, но како и секогаш, како ова го знаат и роднините, посебно роднините и родителите, ова е за роднините и родителите. Ова сега што ќе го кажам, јас сум секогаш искрена и сега ќе бидам искрена, јас знам дека тие не веруваат во тоа. Некако во ова време е ставен фокусот на факултет. Без факултет си никој ништо. Мораме ние да го завршиме факултетот затоа што така во дамнешно време без факултет си никој ништо, знаеш, некако тоа се предрасуди, еден круг од предрасуди кои што не ги ни надминал моите родители и моите роднини, така да јас знам дека тие не веруваат скроз во ова што ја денес како правам и цврсто во што верувам. By the way, ова е прв пат јавно ова да го кажам. Но, знаеш што е најбитно? Доволно ја што верувам. Толку верувам цврсто што нема простор за да онака не се оствари тоа. Не ми треба никој друг да верува. А поддршката од типот на ќе додам на свирка, ќе се забавуваме, ќе те одвезам кога нешто, тоа го имам нормално, апсолутно. Но подлабоко одговор доби на ова, а пријателите како пријателите секако тука се секогаш на свирка се забавуваме, играме, но и апсолутно се поддршка. Така да тоа на кратко и не знам дали можеби погрешив ова што го кажав за роднините пријателите, но најбитно е да бидеме искрени на крајот од денот. Верувам дека ништо не си погрешила, затоа што токму и насловот на емисијата Животот не е Инстаграм, всушност оставаме простор за некој да те види и да те запознае каква си ти како личност и од тоа можат сите да извлечат поука дека секогаш за се треба да бидеме искрени, па дури и кога станува збор за оние наши цврсти ставови во кои што веруваме, но пред се мораме самите ние да веруваме во себе и така едноставно ќе успееме да пренесеме порака на светот. Но сега Ивона, дали си спремна за еден предизвик? Ајде. Сега мене ме интересира дали ќе може да ми запееш рефренче од еве на пример Моје си небо. Моје си небо, може. Ајде. Моје си небо, моје све, ко првог дана волим те.
у свакој лажи едина си истина, sa тобом би до звезда, с тобом би до дна, у моме срцу твоје е, едино љубов може све, ни една друга мени nije kao ti, samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Ова е моментот кога јас немам зборови да ја искажам ведрината и како едноставно успеваш да ги милуваш луѓето со твојот глас, па јас нема да изоставам, а да не те потпрашам уште нешто. Дали ќе може да ми запееш нешто од Каролина? Може, ајде, Каролинче, ја обожавам. Може вака, последно нешто што бев на Инстаграм беше оваа песна. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ве пробијам. Еј, кораби, назад пловете, ако сгрешам, нека изгорам. Додека пееш ти, јас можам само да ја отварам устата, затоа што пред твоето пеење, пред вистината која што ја има во твојот глас, дури и боговите молчат. О, те благодарам. И сега, ќе ми кажеш ли на што те асоцира следниот стих? И увек бичеш неко мој. На песната 11 од Марија Шерифовиќ. Се шегувам, па добро, да, тоа е дел од песната од Марија. Пак неко мој, моја добра вест, 11. 11-ката многу, мислам кога ќе го довршиме стихот, ме асоцира на многу работи, многу убави работи. Мајка ми е родена на 11 и многу поврзан ми е датумот 11, така да ќе ти одговорам едноставно на личноста која што за секогаш ќе биде моја. Ти благодарам колку вешто успеваш да ни одговориш на сите прашања, воедно и да низ музика да ни ги погадиш душите и да ни пренесеш нешто и на нас. А тоа што јас цело време сежам додека пееш, а верувам дека тоа не им избегнува и на другите кои што сега моментално ја гледаат емисијата. Но сега сметам дека треба да продолжиме со нашиот разговор, нормално дека ќе се навратиме подоцна и повторно ќе пееме. Со оглед на тоа што спомнавме на почетокот дека беше студент на стоматолошкиот факултет, па реши дека едноставно треба да направиш некаква промена во твојот живот и одлучи да се преместиш и да ги преместиш во едно твоите студии на факултетот за нутриционизам на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Мене ме интересира што беше пресудно во таа одлука. Зошто? Тука веќе ќе го смениме правецот за кој што ќе зборуваме. Сега ќе зборуваме за таа моја лична трансформација и ќе почнем со тоа. Нема да навлегувам затоа што сигурно сум дека имаш прашања и за таа трансформација. Ќе кажам вака. Стоматолошкиот факултет го избрав, општо ние избираме факултет многу мали. Значи, на 18 години, да ми опростиш, но ние не знаеме кај се наоѓаме. Сме добили лични карти, можеме да почнеме да влегуваме во клубови, да излегуваме, да пиеме, да не се враќаме дома. Ја на 18 години ќе застанам и ќе кажам, ја тоа сакам да видам во животот. Башка е лош збор, но при тоа целиот систем во основно и во средно не ни дава ние да размислуваме, не ни дава да имаме развиена имагинација, што сакаме, што можеме да бидеме. Така да многу млади избираме факултети и јас сум една од оние млади која што во тој период мислела дека сака нешто, односно мислела на многу други ствари од колку да биде среќна
и да го работи тоа што ја исполнува и така и настана тој стоматолошки, да не биде општа медицина, затоа што завршив средно за сестра, медицинска сестра техничар сум, и да не биде општа, многу е тоа тешка, ајде нека биде стоматологија. Пресмешно. Која смешка, значи катастрофа. Но врска, стигнав до 4-та година, by the way, на стоматолошкиот факултет се положени чинам 40 испити од 75 до дипломирање. Цело време ме гушеше помислата. Мене ме гушеше помислата што од прва година кога сватив кај дојдов, ама немав храброст да го направам тоа, што на моите, што на себе, што немав храброст да застанем да кажам, еј ти погреши во изборот на факултет, застани, тоа да го сум го направила во прва година, можеби немаше сигурно да запишам нутриционизам тоа, затоа што нутриционизмот дојде заради нешто друго. Така еден јануарски ден, ја застанав и кажав, ја не студирам веќе ова. И тоа беше шок. Што за мене, што за моите, што за сите, бре. Сите, како тоа? До сега немаат слушната. Тоа како нешто. Ја почнав на таа пракса, која што подоцна ќе искористиме и за друго да ја кажеме. Почнав на таа пракса, сватив дека тоа не е за мене, ја не сум смирена, еве и сега видиш, ја цело време играм, правам нешто. Кај ја ќе застанам и на човек уста ќе му правам саат време, 2 зап. Ја немам за тоа живци, ја ќе земам дека ми се игра, ми се прави нешто. И ја го сменив факултетот. Ја рандом земав и го сменив факултетот, но го сменив после 8 месеци, па за после тоа ќе го збориме. Така да, ето, тоа е тоа. Колку човек едноставно кога само што ќе успее да те слуша и да поразговара со тебе, навидум, еве сега нема да бидам повторно скромен и ќе кажам некаде твојата зрелост која што излегува од самата таа личност и од едноставно накратко успеваш да ги споиш точките А и Б, но на твој начин. И можеби тоа е токму оно што те прави тебе да бидеш тоа што си, да бидеш Ивона. Да бидеш, сега ќе искористам најавата која што самата ја кажа на почетокот, дека пријателите секогаш те зафракаваат да бидеш Ивона Јо, но на вистина ти си Ивона Јо, затоа што цврсто веруваш во твоите ставови, Ивона, што треба да го направиш и што сметаш дека е правилно. И јас сметам дека тоа не само што е клучот за да се направи некаков успех во животот, туку дека секогаш треба да го следиме она што на вистина го сакаме. И едноставно, како што каже и самата, дека треба да заспиваме со чистиот образ. Затоа што... Да. Еве, сите ве замолувам во овој момент што ја гледате емисијата, луку сте заглавени во некој зачаран круг, а тој круг не е тоа што го сакате. Веднаш бегајте. Бегајте веднаш, значи нема што да чекате, нема совршено, бегајте. Бегајте и затоа што толку кратко живееме, немаме време за да седиме во место и ја што ако сум ги положила сите 40 испити, ја не дека немав капацитет да седам да научам и уште 40 да положам, просто не. Бегајте од тој круг, бегајте. Сега ќе да прашам едно не толку обично прашање. Затоа што верувам дека не гледаат и наши колеги кои што сигурно го имаат истиот проблем како што го имаме и ние, на пример и јас. Колку е тешко да се спреми во едно испит, а во едно и на пример да запееш. Успеваш ли, еве на пример ти Ивона, да запееш нешто додека спремаш испит? Што прави Ивона за време на сесија? Или поточно, како да се преживее јунска сесија? Oh my god, welcome back. Што прави? Ај ќе зборам за тој стоматолошки факултет, зашто уште не сме го разрчкале нутриционизмот, да се навратам во тие денови. Прва сесија јануарска, с која ќе ми текне, вечера дома, 6 јануари. Ја вечерав и веднаш распостелани тука баш во ова соба со нозе вака скрстени, вака седната, анатомија учев еден. Лево од мене низа на цртежи, десно од мене низа на цртежи. Од сите страни цртежи. Цртај. Не, многу е тешко да направи баланс во тие денови. Ма какво пеење ми се чини, ни до ништо не ми беше.
но памтам таа јануарска сесија излезе сама и нервозна. О мај гад, сама и нервозна излезе. Марија не вложи толку време и така седам, еве уште го овој лаптоп ми баш го купив за стоматологија и излезе песната. Почна Марија да пее. Сватив дека ако се онака постојано седам над книгата, нема цел, нема зошто да седам постојано над книгата, нема ништо да добијам. Пуштив музика и тоа беше онака мој преокрет да почнам да слушам музика и да доручам, затоа што нели ајде да уживаме, нели, заради тоа и живееме, да уживаме во секој момент. Така да многу е тешко да се спрема емисија, испити и да се, нели, да се пее во исто време и да се мисли позитивно, знаеш и самиот како е, но гледам како за сите работи, така и за тоа да направам баланси, сум правела баланси и сум излегувала и верувај, тој успех од 40 положени испити ми со доста голем социјален живот. Ја имам социјален живот, излегувам и сега сум излегувала и тогаш. Верувам дека во реченицата која што ја кажа дека цртежи од сите страни, тоа ќе најдобро ќе да разберат медицинарите, затоа што сите заеднички колективно поминуваме низ тој процес и воедно едноставно така човек созрева и ги учи работите еднаш за секогаш. И сега нема да избегам многу повеќе од претходното прашање и ќе те прашам, а воедно мислам дека даде и одговор веќе претходно, но тешко ли е да се направи токму еден таков баланс помеѓу музиката и факултетот? Тешко е. Тешко е, посебно кога се уште зборувам за стоматологија, не зборувам сега, тоа за сега ќе го збориме подоцна. Тешко е да се направи баланс затоа што бара посветеност и тоа бара посветеност, посебно ако си женска, например, и ако треба за свирка да се спремаш минимум 3 часа да се нашминкаш, да најдеш што ќе носиш, да средиш косата. Немаме, ние медицинарите немаме толку многу време за губење во денот, така да претешко ми беше. Можеби заради тоа и она сила од универзум ме ставила на стоматологија за да сватам дека едноставно морам да изберам помеѓу двете нешта, а ја избрав дефинитивно тоа да биде музика и нутриционизам, ќе кажам подоцна зошто, затоа што тоа е мојот пат. За тоа сум тука. За тоа сум на оваа планета Земја, заради тоа сум единствена, уникатна личност со своји карактеристики и карактер и затоа ја одбрав. Едноставно или кратко да сумираме дека ова е конечно твојата мисија. Си го прифатила твојот животен повик и едноставно ќе продолжиш само напред, а јас се искрено верувам дека ќе имам таа чест и задоволството. Мислам сега сме тука во емисија, но ќе бидеме да те најавам на некој спектакуларен концерт, особено прво да ја наполниме арената Борис Трајковски. Јас искрено уште сега замислувам. Еве, ти ветувам. Знаеш што ти ветувам дека ќе бидеш водител? Ти ветувам, затоа што подобра комуникација со некој водител немам остварена. Ивона, сега мене ме интересира на кого си ти proud? Гордо сум на самата себе. Гордо сум на самата себе, на личноста во која што сум денес, благодарение на сите оние грешки од минатото, на грешката стоматологија. Стоматологија морала да се случи во мојот живот за да научам денеска која сум и што сум. Горда сум пред се на себе, пред се сите ние треба да бидеме горди на самите себе, потоа на сите други, за да сите други можат да не сакате да бидат горди и на нас. Во овој момент горда сум и на сите луѓе кои што напорно работат, посебно во ова време на корона, на себе, кои што се оставени во 4 зида, посебно на анксиозните луѓе кои што се оставени, кои што онака ретко кој знае да ги спомне во овие денови, сите ги зборат медицинарите дека работат, дека остануваат, сите стават фокус на некои поочигледни работи, но оние луѓе на пример сега кои што се со депресија, со анксиозност и со
многу нели психички проблеми никој не ги спомнува, а многу е битно да ги спомнеме. Горда сум на нив затоа што знам дека ќе успеа да го победат ова. Горда сум на тебе, горда сум на сите. Секој го живее својот пат најдобро што треба и кој е освестен, кој е развил својата свест, онака ќе знае дека тоа е неговиот пат и сите грешки кои што и сите онака болки кои што ги добиваме во животот, ќе знаеме дека се со некоја причина во нашиот живот. Горда сум на сите пред се на себе, а потоа и на сите околу мене. Затоа што беше дел од кампањата при правењето на целиот овој спот на Тамара која што настапи мената песна, јас би сакал, доколку сакаш и ти да ни запееш некој делче. Може. Омилена песна на сите времиња. Најубав период кога запознав и кога снимавме спотот. Ајде, може рефренот. Ајде. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Што друго додадам, освен дека едноставно чинам дека ова ќе ми биде една од подобрите емисии, затоа што едноставно многу дозволивме и на публиката и воедно покажавме заеднички дека животот во ниеден наврат не е Инстаграм. А воедно се надевам, допрва сега имаме да збориме што не е Инстаграм. А воедно, ова ќе биде само еден вовед за она што допрва следува, затоа што целта нели е да мотивираме и да инспирираме некој, затоа што јас сум убеден дека сигурно некаде постои таму друга Ивона која што ги има истите тие желби и сака да биде оно што си ти, па воедно и да охрабриме некој да се одлучи на таков чекор. Со оглед на тоа што воедно ќе кажам, беше една од ретките јавни личности кои што воопшто не се срамеше јавно да кажеш дека имаш проблеми со килограмите. Што точно се случи? Од каде дојде причината за да ја почнеш својата физичка трансформација и тоа никаде, ни помалку, ни повеќе, него првата слика беше на Инстаграм? Голема тема, обширна тема, ќе се надевам дека ќе можам да сумирам правам онака ретроспектива во глава како да го почнам сето ова. Тие со вака ми е прв пат јавно да зборувам во емисија. Сум имала интервју, но не е исто кога ќе го изговориш и кога ќе го напишеш. Сега, како се почна? Ќе те навратам во оној момент кога кажав пракса, може би се сеќаваш, септември. Онака ми текна, не ми текнало мене ништо, него ми било пратено просто да почнав со пракса, онака се оправдував, ајде да одам на пракса, да научам нешто повеќе, уствари сакав да видам дали ја ќе можам да правам нешто како заби. Дали ќе можам воопшто да издржам ја да седам 2 часа. И што се случи? Постојано стоење на ноза ми правеше огромна болка во кичмата, огромна болка во нозата. Буквално бев принудена да лажам, да ги лажам докторките дека ми звони телефонот, да можам да отидам до WC да плачам колку ме болат нозе, да ги масирам. Доаѓав дома и ги ставав во на положба на нагоре, како да се викаше медицински, не знам, го заборев терминот, за да може крвта да ми се спушти надолу од нозата, за да може да почна да функционира. Септември, октомври, ноември идав на кај факултет, се вратив нешто касно, доцна се задржавме со колеги, на кај патот на кај дома, патот на кај Скопје и пишувам на мајка ми, мамо, мораме да најдеме пари, морам да купам некој програм, морам да почнам со нешто, затоа што ова стварно навистина не иде. Добро, сина, во ред, моите одвај чекаат, нели, да слушнат нешто, така ќе се договориме. Идам ја, главам денски, значи катастрофа и се враќам со последниот автобус од Скопје и се стигнувам во Куманово и беа ти велам, ноември, значи почнуваат нова година, едно друго билборди. И одам ја и сега не се од Куманово, не можеш да се стигнувам тука кај баш кај џамијата. И дигам глава нагоре, T-Mobile реклама, внимавате што посакувате за да празниците желбите се исполнуваат.
И вака си стојам, а знам дека и пишав на мајка ми да купиме, а знам дека немавме денар дома. Онака вишок денар, зборам. Имавме за живот, ама немавме да јас сега ми текнало да купувам глупости, да одам, нели, глупости. И викам, што сакам некој да ми се јави, баш тој период со Марио снимав и добив 10К на Инстаграм и после 10К си веќе, нели, инфлуенсер, кажам. И велам, што не ми се јави некоја фирма или нешто, некој си проект да сака да работи со мене, да ослабувам. И си, онака си го посакав тој, си отидов накај дома, си легнав, мајка ми не беше будна, си легнав, сролам под Инстаграм, ја фигурела follow you. Немав појма што е фигурела. И онака баш пред спиење секогаш си ги отварам оние others пораки. Тоа се пораки кои што стигнуваат од луѓе кои што те следат, ама кои што ти не ги следиш и онака 99 плюс секогаш се затоа што не можеш да стигнеш на сите да одговориш. Фигурела ми напиша вака: Здраво Ивона, ние сме тимот Фигурела. Фигурела е еден како да го кажам тоа, еден салон за ослабнување кој што се занимава со вежби, со бла 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 бла, сега да не навлегувам. Ја вака го држав телефонот, не да не верував што се случува, него станав, мамо, стани, кажувам се, и ништо им вратив. Ја тргнав кај у Фигурела, си видовме, ме измерија, започнавме, и ја уствари преку тоа што многу верував дека нешто ќе се случи, ми понудија соработка и тука почна мојата трансформација, тука почна времето на трансформација, времето на мојата промена. Имав многу здравствени проблеми, започнав заради здравствените проблеми, имав почетен стадиум на астма, користев спрееви, Вентолин и Флексотида, не знам дали се уште си учел за таквите работи, но медицинар си сакам да ти спомнам. Тоа беше јануари кога ја застанев и кажав, ја нема да уплатувам нареден семестар. Кој беше шести семестар на стоматологија. Мајка ми, како нема да уплаќаш? Нема да уплаќам. Ја нема да учам веќе тоа што го учам. Што ќе правиш? Ќе ослабнувам. Мајка ми беше месец дена во огромна депресија во емисијус. Брат ми се извинувам. Мајка ми беше во огромна депресија деновите, ја едноставно почнав, уплатив, тргнав во Фигурела, тие ме поддржува и ден денеска сум огромна благодарност до нив, затоа што ме потикна, ја ќе почнав, ама ме потикна. Тие што ми е муабетов, почнав едноставно, најдов исхрана која што ми одговара и започна таа моја трансформација, тој мој пат. Го остави факултетот, не ме интересираше што ќе кажат родителите, роднините, како пред година дена што ме интересираше. Многу напорно вежбав, многу напорно вежбав, многу труд, многу излагање јавно, се многу беше 2019 година. Онака, како помина 2019, многу, одговор многу, пренагласено, се, дај на. Буквално имав чувство се што знаев, сакав и луѓето да го знаат затоа што се освестив. Онака се освестив, дај сите да знаат, не затоа што сакав ја, што знам многу поголем број фоловерси, многу, не ме интересира, сакав само луѓето да дознаат се, да дознаат тој благодат кој што е доколку излезеш од тој зачаран круг. Се извинувам. И што се случи? Се случи тоа да скратам приказната. Ја ослабнав до август 2019 32 килограми. Чисти 32 килограми кои што со многу голема труд и многу голем напор се случија. И тука ќе застанам затоа што мислам дека ќе продолжиме темата, да не откривам многу детали.
Сега постои период каде што едноставно човек психички се изморува. И јас нема да избегам да не те прашам колку човечки психички знае да биде храбар. Постојали денови кога едноставно имаше лоши мисли. Едноставно, знаеш како кога подсвесно доаѓаат работите и вона не вреди, и вона не е добро, гледаш ли дека нема ефект, например, првите 2 недели. Колку едноставно човек треба да ги систематизира работите и да свати дека мора прво напорно да работи, за после ефектот сам да се појави. Знаеш што е интересно кај мене, што немаше такви моменти на 2 недели, затоа што ја почнав веднаш да симнувам. Имам вишок на вода, имам вишок на се што немав период на стагнација, ниту еднаш од јануари до август. Јас само симнував. Ја коли да застанав на ваго, јас симнував и онака, тоа беше хит, 32 килограми, не се шала. Цел живот се борам со тој вишок на килограми. Ми требаше време да се освестам, тоа го кажав, но тоа не е крај на приказната, баш тука и застанав. Се погодивме, застанав август 2019 и прекинав со се. Прекинав со се и се дистанцирав од таа здрава храна и се дистанцирав од тоа вежбање, од се дистанцирав и прекинав, но јас сум од оние луѓе кои што знаеш како и тука верувам дека со причина ми се случува ова и веќе почнуваме да се доближуваме до сега, до овој момент. Се тоа се случило со причина и сето тоа моје дистанцирање од таа здрава храна некако има одговор. А тој одговор е дека морало така да се случи затоа што сум грешала, многу сум грешала. Кажав дека многу се беше нагласено. Многу време поминував размислувајќи да кажувам на луѓето се што знам, да споделам, да напишам пост, да мотивирам. Тоа за луѓето е фантастично. Ја имам луѓе кои што се онако храбрени, кои што работеле на себе, имаат симнато килограми и уште се со тие минус килограми и го живеат својот најубав живот, но тоа беше лошо за мене. Многу нагласено, многу се ме доведе до еден момент да се умарам психички баш и да застанам и ќе продолжиме подоцна да зборуваме за ова. И ете го одговорот на прашањето и зошто мојата емисија го има токму тој наслов, затоа што животот не е Инстаграм и дека ни на јавните личности, како што кажа на почетокот, не се испрограмирани за секој ден да биде совршен, да се бои се во розево, да се има предрасуд дека едноставно се будиш за на Инстаграм Good Morning World. Hello, едноставно секој има такви моменти и чинам дека едноставно луѓе сме. Но еве сега ќе начнеме приказната колку човек на момент знае да се поистоветува со твојата личност. Колку упорност е потребно за човек да види дека навистина не е поразен, туку дека е победник во секоја ситуација. Колку јачина е потребен за еден таков карактер? Ќе кажам, ќе се надобразам за прекинувањето во ова, па ќе разработиме оваа тема. Договорот зошто сега го гледам тоа, нели? Сега го сватив, баш за време на карантинот, сега и почнав пак со вежбање, но тоа јавно многу не сум го кажала затоа што сум сватила што и како стојат работиве. Зошто сум прекинала? Стравот е книга од Коста која што ја читам моментално и која што ми даде одговор на многу прашања, така да ова извадок од Стравот кој што ќе го искажам и ќе си дадам одговор на себе и на луѓето кои што еве во овој момент гледаат. Стравот се бори во нас и со нас постојано и со нас и со нашата издржливост. И во еден момент, август, кога имав 32 килограми стимнато, ми понуди еден благодат дека сум успеала да стимнам 32 килограми од замислените 60, половина од нели целта. И
Онака ми даде чувство на самодоверба дека се е супер, дека можам да почнам малку да си зимам некои ствари кои што не се дозволени, нели, да си јадам, да ме тргна од тоа што значи баланс. Ме тргна од сите оние позитивни работи на кои што ја бев навикната да ги размислувам. Без разлика на тоа колку време, 8 месеци се борев, јас пак се вратив во таа комфорт зона и пак се вратив во тоа. Сено не жалам, пак ќе кажам не жалам, затоа што сето тоа се случува со причина. Сето тоа се случува со причина и дури допрва сега искрено сум сигурна дека ќе го допрам врвот. Иако во овој момент во главата онака еден дел ми вели зошто тоа го збориш, не го зборувај, можеби нема да успееш, но јас знам дека ќе успеам. Јас знам дека ќе успеам затоа што нема да го кажам сега временски. Се гледаме на врвот до крајот на годинава, не? Се гледаме на врвот постојано сме ние на врв. Секој момент од нашиот врв кога ќе работиме на себе, кога ќе сакаме да кога ќе сакаме да се подобриме, да бидеме подобра личност. Тоа е врвот. Не е врвот минус 60 килограми. Не е врвот минус 10 килограми. Врвот е да си среќен, да си исполнен, да работиш работи кои што сакаш да ги работиш. Тоа е врвот за мене. Јас можам само да воздивнам и да се согласам со сето она што го изнесе. Или едноставно јас кажав дека врвот е всушност мирот во душата. И воедно, еве ќе има можност да порачаме сите оние кои што не ја прочитале Стравот на нашиот Коста Петров, да ја прочитаат, затоа што тоа е книга која што навистина инспирира и едноставно те води да се пронајдеш себе си и всушност кога разговаравме, еве јас и ти им откриеме сега малце, заеднички се согласивме дека имаме чувство дека Коста се обраќа на секого поединечно, односно да го слушне секој она што навистина му треба во тој момент. Но јас, еве, нема повторно да бидам скромен кога станува збор за тебе, ќе кажам дека го пратев твојот почеток во целата оваа приказна и ми инспирира многу работи. Толку беше тоа храбро што успеа да земеш и да направиш една компарација помеѓу Ивона претходно и Ивона која што била во тој момент. Мене ме интересира дали ќе можеш сега да направиш една компарација од Ивона од почетокот или од Ивона од тогаш и која е Ивона сега. А чинам дека успеа да извлечат веќе една порака во целата оваа емисија до сега, дека Ивона и како направила компарација во животот и Ивона на еден начин го достигнала врвот. Разлика меѓу Ивона кога почна тогаш и Ивона сега кога почна за време на карантинот е тоа што Ивона мислела во јануари кога почнала дека почнува за себе. Уствари и почнав заради себе, ама некако тој начин, тоа јавно излегување некако не знам дали ме изгуби по тој пат, дали не требаше, дали едноставно морало така да се случи, не знам. Но знам дека Ивона сега е свесна дека треба да помогне на луѓето и да ако дознае дека на пример што знам Чајов слабнува да каже, но фокусот да ми е на мене да сум фокусирана на себе, да дознав од август до сега и дека емотивно сум се хранала, дека секој проблем кој што сум го имала и секоја емоција која што сум ја имала внатрешно во себе скриена или во тој момент понудена, сум ја хранала со храна. Тоа научив дека Ивона сега сваќа кој е проблемот на незиното глобално дебелење, зашто глобално општо таа има вишок на килограми. А Ивона во јануари знаеше дека едноставно само сака да почне. Не ги знаеше одговорите на многуте прашања кои што Ивона сега ги учи. Моментално сум на еден програм и тоа се уште јавно не го зборувам затоа што сакам да поминат 3 месеци, толку трае програмот и тогаш ќе почнам да зборам и тогаш можеби втор пат ќе се видиме па ќе можеме многу подлабоко да навлеземе. Сега за сега Ивона од тогаш и сега има разлика тоа што почетокот е различен и емотивно веќе не ги согледува работите, затоа Ивона врати 27 килограми. By the way,
од август до сега. И тоа, но знам дека овој период мораше да се случи, знам дека ова мораше да се случи за да можам официјално сега да навлезам во целата приказна и да можам да разберам зашто тоа е така. И никогаш животот не сум имала можност да се извинам. Ева сега јавно сакам да се извинам на Ивона, затоа што сакам да се извинам за секој премолчан збор кој што уствари бил за секоја солза која што во тој момент била премолчан збор. Сакам да се извинам за секоја пропуштена шанса, за секоја испуштена шанса да облече комбинација која што сака, за секој момент кој што не верував дека може да го направи, таа и како можела. Сакам да се извинам за тоа што не го допре врвот кога го замисли, но се освести дека врвот не е ништо посебно освен патот на врвот. Едноставно, човек учи од своите грешки, како што кажа, Ивона научила да живее со себе и Ивона навистина е сама по себе врв. Но Ивона, многу е тешко кога човек поминува низ едно такво, еве ќе наречам, искушение да се пронајде себе си. Мене ме интересира колку од твоите блиски пријатели те поддржаа во својата иницијатива. Кога си затворена сама во твојот круг, колку од пријателите ти рекоа одлично Ивона, браво, продолжи, треба да го правиш тоа? Сите ми помага, не, рака на срце, од роднини, од родители до пријатели, сите ми помага и гледа да дистанцираат храната која што ја сакав тој период, да ја јадам лошата храна. Сите ме поддржаа. Кратко кажано, сите ме поддржаа затоа што навистина гледа дека тонам и дека не сум тоа што сакам да бидам, дека не сум енергична и сите кои што ме мислат добро ме поддржаа и навистина сум им благодарна. И ден денеска тие ме поддржуваат, но разлика во тоа што сега Ивона нема да оди да збори ја слабеа, него тоа, Ивона слабе, Ивона живе таков начин и тоа. Од каде доаѓа инспирацијата кога имаш тешки денови? Имаше ли денови едноставно кога работите не ти одеа како што сакаш? Апсолутно. Од јануари до август имаше денови, но бев толку многу онака цврста и силна и убедена дека ќе успеам. Сите тие моменти ги поминував многу лесно со разговор со пријатели, со разговор со родители. Има секако дека има моменти такви и како што кажав и на почетокот на емисијата, сите тие јавни личности кои што живеат живот на Инстаграм, животот не е Инстаграм и не е се што се прикажува на Инстаграм, така да дефинитивно има такви моменти. Сега Ивона, едно многу обично прашање, но во смисла верувам дека тебе навистина многу ти значи. Ивона, кој е тој ден? Ќе ни кажеш ли сега на сите? Тој ден е уствари моментот кога ќе сватиш кој си и што си и моментот кога ќе сватиш зошто си на ова планета Земја и дека секој си има своја улога тука. Песната како песна тој ден е автобиографска песна, љубовна балада, напишана од страна на мојот пријател Силјан Пановски. Емотивна балада која што објаснува процесот опростување како дел од процесот на заборав на личноста која што тогаш не значела се. Емотивна љубовна балада со која што јас си ги искажав последните емоции за некој. И со тоа ја потпишувам си приказна и тоа е тоа. Тука завршува тоа и тој ден е за сите различен, но за мене тоа значи. Со оглед на тоа што веќе стигнавме до крајот на емисијата, а воедно чинам дека бевме доста инспиративни и се надевам дека успеавме да се доближиме што повеќе до публиката и да им дадеме можност да те запознаат и тебе малце поблиску, а од другата страна пак да видат дека едноставно човек навистина мора да верува во своите сонови. И еве за крај,
колку човек мора да верува во себе, а колку уште добрава мора да работи на себе. Можеме почнеме? Да. Да, вака, ова е извадок од книгата Стравот, кој што ме освести многу. Ако не веруваш дека си таму, тогаш не си таму. Не треба да размислувате кога ќе видам, ќе поверувам. Туку ќе верувам и ќе видам. Така да, верувањето во себе и во тоа што ние го сакаме е толку битно, онака не можам да со извичници кога пишувам, со извичници го пишувам тоа, но како да го искажам, најбитна ставка за успех е верувањето. Треба да веруваме дека ќе успееме и тоа веќе половина од патот ние сме го изодале, сме го направиле. Верувам дека ќе успеам и тоа е тоа. И верувам. Разлика во тоа што од јануари до август сум верувала, но сум грешела во некои други ствари. Сега верувам и ги знам и сега дефинитивно ќе успеам. Не сакам да завршам емисијата, да не ти упадам, не знам какви веќе комплименти и зборови, за тоа што постави прашања кои што ја мачат популацијата и треба да го слушнат ова. И ваков водител и ваква личност нема дамна сретната, со толку милозвучен глас и со таков нараторски капацитет и со такви зборови, со таква милозвучност. Ја од срце ти постакувам многу успеси и еден ден емисијава да добие ударен термин на некоја си најголема телевизија која што ти си ја замислил и во која што ти веруваш дека е тоа така. Ти благодарам воедно и на твоите убави зборови. Навистина, човек едноставно сепак треба да остане скромен, а воедно и му годи кога ќе слушне едноставно такви работи за себе. Јас сум повеќе од убеден дека денеска успеавме да ги прошириме сопствените видици и заедно со Ивона да ви испратиме на сите вас прекрасни пораки, да ви покажеме уште еднаш дека секој живее со своите падови и успеси, дека на крајот на денот се е тоа живот. Сите ние сме главна приказна сами за себе, дека заеднички мораме да се бориме и да уживаме во секој момент. Но најважно од се е човек да биде искрен и да ја покажува својата големина како човек, а воедно и да остави некаква трага зад себе. Јас сум многу повеќе од убеден дека заеднички можеме да бидеме сите на врвот. Оти врвот е навистина мирот во душата. Јас се надевам дека сите успеавте заеднички да уживате со нас и да разберете дека животот во ниту еден наврат на Инстаграм. А со вас се гледаме во некое друго издание, со друг гостин, со друга приказна. Но пред тоа, уште еднаш потврдувам, запаметете дека животот не е Инстаграм. До следно видување и останете во добро здравие. Секогаш верувајте во себе и работете што повеќе на вашиот сон.